Денеска православната црква ги празнува светиот Емилијан Исповедник, епископ Кизички, светиот Мирон Чудотворец, епископ Критски и преподобниот Григорий Синаид. Светиот Емилијан Исповедник, епископ Кизички. Епископствувал во Кизик за време на опакиот цар Лав Ерменецот иконоборецот. Откако не сакал да се покори на царските декрети за изфрлање на иконите од црквата, и тој со другите православни епископи бил испратен во прогонство. Во прогонство проживеал 5 години, трпејќи многу маки и многу понижувања заради Христа. Завршил во 820 година и се преселил меѓу небесните граѓани. Поуки од светите отци. Пред тајната на човекот, секоја љубов во себе содржи одговорност. Затоа потребна е непоколеблива вера, таква вера што е во состојба да ја види тајната на човекот. Таа тајна неможно е да биде видена со видот, со очите. Митрополит Антони Блум. Светиот Мирон Чудотворец, епископ Критски. Прво бил женет и се занимавал со земјоделство. Од плодовите земни од својот имот Мирон им раздавал со волја и обилно на бедните луѓе. Еднаш затекнал непознати арамии на своето гумно кај што крадат жито. Не кажувајќи се кое, светиот Мирон им помогнал на арамиите да ги наполнат вреките. Им помогнал и да ги кренат нагрб и да избегаат. Поради преголемите добродетели бил ракоположен за презвитер, а потоа и за епископ. Бил голем чудотворец и правел многу добри и мокни дела со името на Господа Исуса. Се упокоил околу 305 година во својата старост од 100 години. Поуки од светите отци. Сиот наш живот е прекрасна тајна, позната единствено на Бог. Тој се одвива чудесно по некаков таинствен план, кој што не го забележуваме и не го разбираме. Секогаш и во се постои некаква поврзаност на околностите, но целта на таа поврзаност нам не ни е позната. Ние го сфаќаме значењето на оваа или онаа ситуација, но во сето тоа постои длабока смисла. Нема ништо случајно во нашиот живот. Преподобен Варсануфи Оптински. Преподобниот Григорий Синаид. Наречен бил Синаид затоа што се замонашил на гората Синајска. Во времето на царот Андроник Палеолог, околу 1330 дошол на Светагора да ги посети манастирите и да дознае нешто за умната молитва и за созрцанието. Но овие духовни дејности биле во тоа време безмалку непознати меѓу светогорците. Единствениот кој ова го знаел и до совршенство го практикувал бил светиот Максим Капсокаливит. Григорий го распространил своето учење за умната молитва по сите келии и манастири на Светагора. Негов бележит ученик бил Калист, подоцнежен патриарх Цариградски, кој го напишал житието на светиот Григорий. Потоа Григорий преминал во Македонија и во другите краеви на Балканот и основал обители во кои монасите се вежбале во умната молитва.
Така тој им помогнал на многумина да се задлабочат и да се спасат. Неговите списи за умната молитва и подвижништвото се наоѓаат во добролюбието. Меѓу останатото напишал и припеви кон Света Тројца. Достојно е што се пее на воскресната полунокница. Спаѓа меѓу најпознатите подвижници и духовни учители на Балканот. Мирно се упокоил од многотрудниот живот и се преселил во Царството Христово. Поуки од светите отци. Потребно е да почекате. Бог делува, но тој има свој сопствен ритам. Бог делува трпеливо и природата исто така. Цветот ќе се отвори кога ќе дојде времето. Се менува, но со сосема поинакво темпо од она на кое нашето избезумено општество се навикнало. Оваа трчаница, оваа паника, овој бранд што сите нас не прави толку забрзани, воопшто не го допира Бога. Бог не влегува во оваа луда ритмика, тој се движи во ритамот на својата љубов и на своето трпение. Старец Нектарий Виталис. Достойно est Iacovo isti